Цели семејства од малото наспроти градските гробишта во Тетово надеж за екзистенција гледаат во нивните деца, кои уште во утринските часови ги праќаат на питање во центарот на градот. Велат дека ова е нивниот единствен излез, работа не може да најдат, а социјалната помош со која едва се преживува ретко која зема. Во семејството Нешари, кое брои 15 члена, помош од 3000 денари зема само по стариот син, но останатите два брата им рекле дека не може да го остварат ова право, затоа што нивниот татко кој живее оделно од нив поседува автомобил. Сабеди Нешари навргу ја продал како што вели старата крнтија со која собирал старо железо, но социјална помош неговите синови, ниту пак тој не добиле. Вели дека социјалните работници ретко ги посетуваат семејствата и затоа помошта ја делат од канцеларии независно од реалната состојба во која се наоѓаат луѓето. Овде има што не знам, социјална помош имаат. Само идат догоре, све горе идат поседат, питаат. Експертите истакнуваат дека социјалните служби се помалку натерени помошта ја доделуваат на основа на поднесена документација. Процедура која социјалните случаи најчесто поради незнаење не ја завршуваат до крај. Затоа центрите за социјални работи треба постојано да им помагаат и да бидат во контакт со оваа категорија граѓани. Пензионираниот социјален работник Стојче Ѓорѓевски вели дека посебно внимание треба да се посвети на лицата кои земаат туѓа нега, кои центрите ги одбиваат или прифаќаат нивните барања за помош, без да знаат во каква состојба се наоѓаат. Пример за тоа е неговата снаа која била непокретно одбиена за туѓа нега. Жалбената постапка за неа се уште се води, иако е почината пред 2 години. Предметот се уште не е решен. Оно шета од Центар за социјална работа до Министерството за труд и социјална политика. За жал, може постои можности некој да ја прогласи како способна за работа. Од Министерството за труд и социјална политика признава дека во центрите за социјални работи има непрофесионални кадри, кои во периодов што следи ќе ги успособуваат преку тренинзи, но и ќе вработат дополнителни 130 стручни кадри. Во меѓувреме многу семејства како Нешари дигнале раци од државата и чекаат нивните празни фрижидери да се наполнат со храна од хуманите луѓе.